Со проектите од програмата Реално, ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата и во наредниот мандат продолжуваат со искрена и посветена поддршка за македонското земјоделство. За нас земјоделството представува неодделив сегмент од економскиот и националниот развој на нашата држава. ВМРО ДПМНЕ ги постави на вистинско место земјоделските политики и покажа како искрено треба да се цени трудот на македонскиот земјоделец. Еден од најзначајните проекти за македонското земјоделство кој ќе го спроведе владата на ВМРО ДПМНЕ во следниот 4-годишен период е воведување на ефикасен систем за наводнување и соодветно дозирање на водата во целиот производен систем, со што се овозможува заштеда на земјоделските приноси кај некои култури и над 100%. Заради стимулирање на поголема примена и инвестирање во вакви системи, дури 80% од трошоците за инвестиции за системот капка по капка и за копање на нови бунари ќе бидат покријани од државата. Нашата цел е на долг рок до 2025 година да ги зголемиме наводнуваните површини за нови 24.350.000 хектари во рамките на Република Македонија. Амбициозните проекти за реконструирање на постојните и изградба на нови системи за наводнување на нови површини ќе бидат реализирани преку инвестирање најмалку 140 милиони евра за период од 2017 година до 2020 година преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и преку ново формираното АД Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост како интегриран и единствен субјект за водостопанство во државата. Во управувањето со ова предпријатие ќе биде овозможено вклучување на представници од земјоделските здруженија кои ќе имаат своји сугестии да ги презентираат на седниците на управниот одбор на институцијата. Во престојниот период се планирани крупни инвестиции во насока на изградба и реконструкција на водостопанска инфраструктура, при што најголем дел од средствата за инвестиции ќе бидат наменети за обновување на постојните системи, нивна доградба и проширување заради зголемување на наводнуваната површина, изградба на нови микроакумулации и мали системи за наводнување и изградба на големи капитални системи. Конкретно, за нашата општина во изминатиот период беа инвестирани околу 20 милиони денари за хидромеханичка опрема за реконструкција и обновување на хидромелиоративниот систем Прилепско поле, со што се намалија загубите на вода во системот за наводнување. Во наредниот период ќе се реализира проект за санација и изведба на хидроизолација и антикорозивна заштита на браната Прилеп, за кој се предвидени средства во износ од 13 милиони и 400.000 денари. Ќе се изработи и студија за утврдување состојбата на систем за одводнување Пелагонија. Поради староста на системот, потребно е да се утврди сегашната состојба заради настанатите климатски промени, како и промени во секундарната мрежа. За овој проект се предвидени средства од 2 милиони денари. Со формирањето на владата од страна на ВМРО ДПМНЕ пред 10 години беа формирани водостопанските предпријатија со чија ангажираност се започна со чистење на одводните канали кои не беа чистени повеќе од 50 години. Во изминатиот период во општина Прилеп, Кривогаштани и Долнени исчистени се околу 75 километри од каналите за одводнување, во кои се вбројува и целосно чистење на главниот реципиент на каналите за одводнување, канал Блато, потоа Рибник, Градска река и други помали канали. Затоа, во наредниот период, ќе продолжиме со континуирано чистење на каналите за наводнување и одводнување на земјоделските површини. Чистењето ќе се реализира преку АД Водостопанство на Република Македонија, а за таа намена во тек е набавка на механизација во вредност од 3,5 милиони евра. Навремената и вистинска проценка на влијанието врз животната средина представува превентивна мерка за заштита на истата. Во новата програма, основна цел при реализација на предвидените проекти ќе се заснова на превентивниот пристап за заштита и унапредување на животната средина. Мерките и активностите кои ќе се реализираат во предвидениот период се гаранција за спроведување на политиките кои се однесуваат на унапредување и подобрување на квалитетот на животната средина и природата,
намалување загадувањето од различни медиуми кои представуваат закана по човековото здравје и планирање на просторот и одржливиот развој на Република Македонија. За оваа цел, идната влада, предводена од Никола Груевски, ќе инвестира во нови канализациони системи и пречистителни станици, изработка визибилити студија за обезбедување на оптимални и одржливи решенија за третман на отпадната вода во нови пошумени површини. Еден од значајните проекти кои ги започна оваа влада е проектот Ден на дрвото засадија својата иднина, кој денес се одржува по 17 пат. Со овој проект секоја година се засадуваат околу 5 милиони дрвца, а досега се пошумени околу 13.000 хектари, со околу 35 милиони садници. Со цел реализација на овие проекти ве повикуваме да гласате за бројот 1, ве повикуваме да гласате за коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, за Прилеп и за Македонија, со цел Македонија да оди понатаму.